што да направам, небо мое, каде да се помолам, немам никој на кого да се обратам, да ми совет на нозе пак да застанам. Ајде, 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 една песна за доброта. Ајде, 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 една песна за доброта. Живот е, брате, брате, дај на све ми се. Живот е, брате, брате, дај смилувај се. Живот е, брате, брате, да забере. Е на живее. Живот е, кажи ми да знам, зашто морам сам. Мои врати јас да отварам. Живот е, кажи ми да знам, зашто морам сам. Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Денес ќе имаме една убава тема која што ќе ја продолжиме заедно со Ибра во наредниот период. Тема за која што сватив дека морам сам да се изборам и не случајно ја започнувам со ова гласба од ДНК, со мојата порака последна до премиерот Тино и министерот Тошковски, се извинувам, оставам се на Бог. И тоа нека биде една тајна, и тоа нека биде една нова состојба за Македонија, како доказ дека сме знаеле исто идентично како и пред случувањата во дискотеката, каде што никој не сакаше да превземе ништо. Ние ги предупредивме. Јас не се плашам од ова секта кочанска, под чија капа се работи на древниот Лондон и денешен Лондон. А тие кои што се плашат, нека манипулираат. Затоа што Кочани е бил центар од сектата на Александар Караџорџевиќ, поради целиот афион кој што овде бил и овде стоело цела Република Македонија. Кочани бил и секта на терористичкото ВМРО од 1905 година. Токму поради афионот. Секта на Ванчо Михајлов, кај што неговиот бастион бил во Ново село Штипско, поради кој што е убиен предходниот секташ Александар Караџорџевиќ. Денес Кочани е секта на кокаинот. И нема никаква промена, македонци мои. Се е само приказки за мали деца. И затоа оставам на Бог Тино и Тошковски. А Бог и неговата Божја десница многу брзо ќе помогнат на Кочани. А вие останете и понатаму сите оне што не сте. А вие останете и понатаму во вашиот свет, во светот на земскиот Бог. Останете и понатаму, не гледајќи го небесниот Бог кој што доаѓа
во време кога вие сакате Антихрист да го столчите. Затоа ве повикувам, македонци мои, и вие да оставите на Бог. Ако очи ни не е мрднало ни сантиметар од она што некој ве лажи и манипулира дека мрднало и дека ги се среди. Затоа Тино и Тошковски и сите останати политичари, слуги на земскиот Бог, помнете и не заборавајте. Од денес оставам на Бог. А вие продолжите со вашиот земски Бог. И ќе покаже времето дали ќе победи небесниот или земскиот. Околу таа тематика толку, а сега се насочуваме на една нова светлина која што ќе се појавува во Кочани. Една светлина во која што ќе учествува еден голем научен тим од целиот Балкан со сите аргументи и докази кои што се однесени во Србија кај големиот секташ Александар Караџорџевиќ и кој не случајно ја правил железничката пруга до Кочани, од каде што празни вагони доаѓале од Србија, а полни се враќале. Така да, ова секта на Црната рака или ова секта на Апас, позади кој што стои четничкото движење и нивниот центар Кочани ќе биде срушено од Божјата десница. Помнете и не заборавајте. И се насочуваме во едно дело кое што ги се спротиставе на сите оние кои што сакаат да го манипулираат Кочани, кои што сакаат да го стават во црнила, за да црнилиште во Свети Николе воскресне, и во кој што учествува побегулјата од Будимпешта, зло над злото за Македонија, секта над сектите, која што оживеа многу работи од времето на Александар Караџорџевиќ. Така што Македонија не направи Рим и ја припрема за устолчување на Антихрист, поради кој што доаѓа Армагедон. Црнилиште било и ќе остане црнилиште. Поздрав до језуитите кои што се сконцентрирани во Македонија од 90-те години, во Охрид. Поздрав до језуитчето Антихрист кој што е донесено со нив од Хрватска и неговиот центар Охрид, каде што има состаноци во Свети Наум со неговиот биолошки татко, за пречек на темнината и злото во Македонија. Битката помеѓу доброто и злото, помеѓу небесниот и земскиот е започната. А вие молчете и понатаму. И понатаму не бдејте над своите деца. И понатаму ме правите луд за бегам ваков, таков, онаков. Ама јас и понатаму ги се борам за мојата фамилија и за сите оние најлојални со Владо Павлов, да не бидат обвиени во црно. Како многу мајки денес и роднини пријатели што се обвиени во црно.
Помнете и не заборавајте. Зато и ова гласба од ДНК е многу вистинита од едно мое дело и од сето оно што го прави Владо Павлов. Тоа уште еднаш Кочани не е подмрднато ни милиметар од она како што го знаеме, да не ве лажат, да не ве манипулират и оставам се на Бог. Продолжуваме. Ова е увод за Кочани, беше затоа што ми тежеше и се додека премиерот Тино и министерот Тошковски не утврдат и не објаснат пред овој народ од каде и како се случуваат двете експлозии, ќе велам дека Кочани не е помрднато ни милиметар од она секташко што го имало и пред времето на случувањето во дискотеката. 12 недели, 12 вторници, прослава на одредена групација во светот пред нивниот празник на живиот Бог. Секогаш има плюс и минус. Секогаш има позитивни и негативни иони. Секогаш има добро и зло, ден и ноќ. Секогаш има катиони и аниони. Како тие започнуваат да го живуваат самилиште? Под капата на Ватикан, под капата на језудите од Хрватска, за наводно гроб на нашиот жив Бог, така и нашиот жив Бог ја започнува иницијативата со опозитот на Светениколско, а тоа е Кочани, поради кој што некој на вистина сака да го направи црнилиште. Јас ќе се борам да не се вала бикот во крв во Кочанска река. Затоа што не е ништо завршено. Сценаријата за да се вала бикот во крв во Кочанска река се уште трајат и се пуштени не најсилно. Контролата над Кочани знаете кој ја зема после случувањето во дискотеката. Но тоа не ме плаши, ниту мене, ниту мојот тим. Ние 11 мај го откажавме токму поради тоа што не сакаме никој нас да не вплети, да не вмрежи во нешто што не сме. Го откажав не поради нив, го откажав поради нас, затоа што бесот
кај приврзаниците наши е многу голем. Од сето оно што го гледат, низ кој пекол и пепел поминуваме. Го откажав поради моите, кои што нема да се додржат ако некој прави провокации како што правеа во Скопје кога беа родителите. Мизерно, банално, смешно, паѓат, се онесвестуваат, го гледат докторот, оживуваат, воскреснуваат. Дајте веќе, банални сте. Вие, потрошниот материјал за една употреба на Ватикан и Лондон. Смешни сте. Погледнете се околу себе. Вашите скапи коли и скапи одела не ми значат ништо и на мене и на мојот македонец. Со умот сте уште во камено време. Во праисторискиот човек за кој што денеска ќе зборуваме. Позади вашите скапи одела и скапи коли стои историскиот човек од камено време. Толку сте еволирале. А зошто? За да го устолчите Антихрист и сектата да биде стрекна. А не свесни дека тоа е невозможна мисија. И ако била возможна, зошто пред Антихрист се појавуваме и ние денес? Каде што секогаш ме предупредуваме. И затоа кажав, оставам на Бог. И ги бришам телефонските броеви од оние неповиканите, кои што ми продаваат некоја тага, кои што ми продаваат некој хероизам, као наводно, ако болоте ниве не ударат врз мене. Не, нека ударат. Бог нека ударе тино врз сите нас кои што сме криви и кои што не презимаме ништо. Против ова секташка организација која што е втемелена милениуми и векови уназад. А најмногу од времето на терористичкото ВМРО, врховистичко и нивниот центар Ново село од Ванчо Михајлов за борбата на кој да земе контролата на Афионот. Кој што по ништо денес не се разликува од сето оно што се случува во Кочани. Само што Афионот веќе е нешто друго, а тој е кокаин. И ако треба, како тогаш да гинат македонци, за контролата на Афионот, тогаш ќе молчиме сите ние. Нека гинат уште македонци за контролата на кокаинот. Светлината во Кочани ќе дојде. Затоа и се спремаме надовесници и двете ластовички кои што ќе надовестат пролетта во Кочани. Ќе бидеме јас и Ибра Мешиновиќ, кои што ќе се спротиставиме на лагата кој што ја прави Семир Осман Агич под капата на археолозите во Македонија начело со албанецот и митрадите Паско Кузман, и ќе докажеме дека Македонија има пирамиди, а не тумулуси. И дека нашите богови во стилот на Александар Трети Македонски не се погребувани, туку едноставно биле оставани во пирамиди
да спијат, затоа што верувале во прв и втор живот. А денес, кога е разбуден живиот Бог, вие кренавте најсилно против него и го барате во гроб. И затоа, камен на камен повторно нема да остане. Од се што правите за вашиот жив Бог, кој што не е ни на малото прсте на нашиот жив Бог Александар III Македонски. Вашата цел на трансформирање во една религија, во една црква, под капата на вашиот жив Бог Константин, нема да успее. Па и цела војска на језути да донесете во Македонија, кои учествуваат во сите грозоморни сценарија, од само нарачаниот атентат на Киро Таушанов, кој што имаше за цел да го воскресне повторно врховистичкото ВМРО, сектачко ВМРО, кое што беше од времето на Ванчо Михайлов. Унијатско, под капата на Ватикан и под капата на Лондон. И во тоа, овој само наречен атентат беше успешен. И трае до ден денес, каде што ниту еден премиер, и ниту еден председател, и ниту еден министер за внатрешни работи, па еве и Тошковцики, не смее да помисли зошто на толку огромен звук од 3 кила динамит не му пукнало барем едното ушно тапанче на Киро Глигоров. И зошто на тај толку огромен звук, каде што во најмала рака од тие микробицели треба да носи апаратче до крајот на својот живот. И тука завршува секоја моја полемика со министрите за внатрешни работи, премиери и председатели од самонарачаниот до ден денес. Другите докази и аргументи не треба ни да ги споменуваме. Наш драги и вама познат Ибро Мешиновиќ, ево. Другите докази и не треба и да ги споменуваме. Еве, големите правници од римското право, кои што не го признават македонизамот, нека ми кажат, и сите доктори од класичната медицина, на тој звук, создаден од 3 кила динамит, како не му пукнало барем едно од ушните тапанчиња на покојниот Киро Глигоров? Еве Тошковци, еве ти ми кажи. Бидејќи Фрчкополис е материја процивна, со неговата лептримашна забегана како голем масон, не може да се разговара. Зошто на тој звук од 3 килограми ТНТ пред него, пред покојниот Киро, во најмала рака министерот Тошковски барем да му пукнеше едно од ушните тапанчиња, за да ви верувам на вашиот мог, за да ви верувам дека Киро Глигоров бил во автомобилот, основоположникот на ова голема секта, која што не гледа и која што ни го донесе Западот во 90-те години во Македонија, од каде што почна да цвета проституција, дрога, алкохол, криминал и што ли не.
покажи ми да ти верувам точковски. Која е причината или Киро Григоров навистина бил вештачка интелигенција робот, па затоа поминал без пукнато ушно тапанче? Веќе Голема благодарност до Ибра Мешиновиќ, кој како јас започнавме вистината за светлината во Балканот, од каде што се започнува и од каде што се ќе се заврши. Балканот е алфа и омега. Од Балканот започнал претходниот Армагедон, од Балканот доаѓа и новиот Армагедон. А вие добро знаете дека Исус рекол: јас сум алфа и омега. Јас сум почеток и крај. Тоа значи дека ерата на риба е започнала со Исус и ерата на рибата ќе заврши со Исус. И тој ќе направи макадам пат за започнувањето на ерата на Водолија со разбудениот наш жив Бог Александар III Македонски, кој што во историјата на ерата на Водолија ќе биде идентично алфа и омега на Водолијата, како тоа што го кажуваше Исус и пишувавме во ерата на рибата. Ова наша битка е токму за тоа, за просветлението кое што настанува со ерата на риба. Не гледат дека сум во живо изгледа. Ваквите докази ќе се спротивстават на лагата и манипулацијата на Ватикан, на језуитите, на црномуристите и на сите оние кои што претходно не ги тргнаа иконите со вистинскиот лик на Исус, а ни цртаат икони, ни ставаат на црномуристиот со персиска брада, со црномуристи, со црномурест лик, вдлабнати црни очи и со лик на козел. И тоа не е случајно што го правеа оние кои што ги киднапираа нашите православни храмови. И тие први започнаа, како и побегулета во Будимпешта, Никола Груевски да пречек на Антихрист. Скопје 2014 именувањето на иконата каде што на врвот на Партенонот стои црноморестиот Исус, работат за иста цел, за иста позадина, која што би значила пречек на Антихрист. Можете колку сакате да смијувате, можете колку сакате да ракетирате, да правите сценарија, но едно да знаете: неговата Божја десница е присутна секаде. Затоа и сите случувања кои што ги правеше Уварот довлочени со Владо Павлов се идентични како случувањата од исти лица со дискотеката. И сите тие се правеа под капата на јавно обвинителство Кочани. Идентични и денес со дискотеката. Каде што големиот режисер, а актерите кои што спроведуваа неговата работа, како со Владо Павлов, така и со дискотеката, беше Уварот довлочени. А тоа е јавното обвинителство. Јас оставам на Бог, случајно или не, верувам дека Бог и неговата Божја десница ќе ви го представат се тоа во вистинска смисла на зборот. А оние кои што се поклоници на земскиот Бог
и кои што се плашат од ова секташка организација. А тоа значи дека се плашат од земскиот Бог. Нека го остават кочени понатаму онака како што не е помрднато денес ни милиметар. Слободно можете што сакате да правите со Владо Павлов. Да го ставате на животина, да му плетете сценарија, затоа што смета на антихрист дојден во 90-ти од Хрватска во Македонија. То персиско брадиче, налик на козел, на козле, ниту било, ниту ќе биде земски цар. Неговиот макадам пат за неговите наводни чуда, кои што требаше да бидат преземени од чудата на Владо Павлов, требаше да ги продолжи Александар Ѓорги. И тој е макадам пат за Александар Ѓорги. Мојот поздрав до професорот од Срежево и неговиот тим. Мојот поздрав до олигарсите со фотоволтаиците во Пелагонискиот дел. Посебно до оној кој што ме слуша, што ќе спрема 20 мегавати. Не мора да ги прашате моите луѓе. Не мора да го прашате мојот брат. Прашајте ме мене. Тоа дете, кој што го чуваше и кој што растеше дел од неговото детинство во Јован Бигорски, е Александар Ѓорги. Прашајте го Ѓорги Иванов, Никола Груевски. Прашајте Софијанова. Баба Рада. И кој или не, што му се поклонува и на кој што треба макадам пат да му направи антихрист. Доброто против злото. И оној Исус кој што денеска ни го представуваат, оние кои што ги киднапираа нашите православни храмови, оние наши болници и центри за самоизлекување од времето на Александар, а денес манастири, го припрема и ликот му го става идентичен, за да денес кога ќе се појави да кажете: еве го, пред тој се молевме во нашите православни храмови. Сите поминаа преку биворот. Сите имате слики од оние кои што престојуваа. Центарот на језуитите во Македонија на балконот е Јован Бигорски. Може би Тино денеска вели дека не е таму, ама сликите се уште стојат со Јуде Искадриотски. И затоа оној папа во Ватикан има охрана, и чувари од швајцарската полиција. А овој нашиот има чувари од латините и мијатите со нивна одежда, за кој што ќе имаме емисија специјална кои се мијатите, франките. Погледнете го папата во Италија и споредете го со овој вашиот папа овде, со охраната, со чуварите.
па дури и ви убедува дека Пасха треба да славите. Славете. Ама изгледа оној кој што честита Пасха и одма умре, во наредниот период ни ја покаже по раката. Најголемиот кај језуитите беше претходниот папа што почина. И кој што имаше за цел создавање на една црква, една влада, една валута. И не случајно истиот тој дојде во Македонија да покаже дека Македонија е нивна земја, дека Македонија е на Ватикан. Затоа и Гоца Сорос потрче да му даде Феникс, да кажи дека Фениксот за нејзе е антихрист кој што ќе се случи во Македонија. Штета овој папа не го доживеа тоа да го види. А може би црномуристиот ќе го доживее. Благодарам Ибра. Продолжуваме најсилно со вистината. Зубави работи за Кочани. Како град на светлината, затоа и во близина на Кочани имаме белиште, единствено во цел Балкан, единствено во Македонија, кое што е село и се вика Бели, а додека онаму каде што ни го представуваат во Свети Николе, освен црни и црнилишта не можеме друго да најдеме, а нашите предци македонци имале толку мудрост за да не остават во Амане денес Твој пријател, каде е бела, познаник, знате а каде е црна. Са многу канала и код Профе и код Феса и Да послушаме. Еден од најинтелигентних људи на овим данашним, како ми то кажемо, интернет мрежама и на овом YouTube. Значи, една голема благодарност до Ибра, до целиот тим на Балканот и целиот свет, што во наредниот период ќе престојуваме во Кочани, преко вклучување во живо или лично со присуство, како контратежа на оно што се прави во Македонија во чест на Антихрист и оно што со брзина на светлината започнуваат да го прават со геоглифот и Охрид. И затоа нашите предци ни оставиле во Аманет што е црнилиште и каде и зошто би било црнилиште, а зошто е бела или белиште во близина на Кочани, кој што го символизира и оно што предмалку го кажав за нашиот жив Бог, кочот, овенот, водачот и неговиот ан, почивалиште или престојувалиште или преспивалиште налик на денешен хостел. Александар верувал во прв и втор живот и кажал дека после 2000 и некоја година повторно ќе се разбудам во Македонија и повторно ќе ги ставам матињаните на колена. Помнете и не заборавајте. Еден од најголемите пророци бил и Александар Македонски. Налик на Еремија, налик на Илија. А вие македонци, крајно внимателни бидете за денот на Еремија. А потоа да очекуваме случување во наредниот период на кој што се припрема целиот тим на Антихрист во јуни да го слави нивниот жив Бог. Ето, указав je tu čast da mi bude gost i evo, zahvaljujem mu se ovim putem, poštovanje, dragi moj Ibro.
Hvala ti na pozivu, prijatelju moj. Jesi mi dobro? Nikad bolje u gora vremena. To mi je drago da čujem. Moramo da se povezujemo, da se držimo zajedno, da stvaramo tu duhovnu energiju koja će pomoći narodu, jer zato smo i poslati u ovu zoru svarog, u ovo doba buđenja, da probudimo što više ljudi, da im bude lepo i da budu jači. Stoga, eto, mogli bismo da počnemo sa jednom lepom pričom koja narod sigurno zanima, a verujem da ti to dobro poznaješ tu materiju. Šta mi možeš reći o vinčanskoj kulturi i starim vedama iz Indije? Eto, recimo, to bi mogli tako da počnemo ovu predivnu priču. A ti baš ono što ja najviše volim. Винчанската култура и те како е поврзана со Македонија и те како е поврзана со Кочани и те како е поврзана со село град Осогово, кое што ги има доказите за металургијата, оно што го нема денес во Винче во Србија. А тоа е обработка на метали и создавање на една прецизна металургија. Затоа, сето оно што го слушате денес за винчанската култура, е доказ за Дион, кој што ја пренесел од Балканот во Индија, од каде што се настанале ведите. Овде, овој доказ го имаме и ова писмо на една од украдените плочи од Увара Довлочени. Проке символот на светлината и доказ на цвеќето на животот, кој што ни ја представува целата ова вистина за винчанската култура. Главно божество на винчанската култура е Богот светлина, а тоест Богот етер, кој што символично е представуван како цвеќе на животот. Идентично како плочата која што е украдена од Овара Довлочени по директива на Ојо Кочани. Овие докази кои што беа чувани, а занемерени од Паско Кузман, албанец од Охрид и основоположник, извршител на Ватикан за Охрид Нов Ерусалим, заедно со оние кои што ни ги киднапираа нашите храмови манастири и ги менат иконите од бел со плави очи, високо на пантеонот ни го стават црноморестиот Исус, Антихрист, налик на козел, со црни владнати очи и персиско брадиче. Секако, веднаш до оние кои што ни ги киднапираа нашите православни храмови, не смееме да го заборавиме и поклонникот на Константин и Елена, побегулите во Будимпешта, зло над злото, Никола Груевски, кој што воскресна повеќе масонски и секташки наративи, како тоа што е обратниот крст, за кој што вие знаете каде стоеше обратниот крст
на еден од конгресите на младите на ВМРО ДПМН пред да избега по бегулета или да си отиде со химната на најголемиот од црните тројки Апис, Дража Михајловиќ. Затоа ве молам, ова видео ќе биде малку подолго, да го следите, бидејќи многу работи ќе ги осознаете. Не случајно, не америчка амбасада, не случајно, не ЦИА, не језудите и Ватикан, Сионскиот приорат стои позади за циментирањето на овие докази од винчинската култура, каде што го граделе споменикот од Ноб, кој што нема ни на буквата од Ноб во Кочани. Ете, јас ги повикувам Сионскиот приорат, големите од најголемите. Позади кои што стојат сите овие богаташи, масонски ложи и фамилии. Владетелите со земјата не се овие што ги гледате. Тие се невидливи, никој не ги знаете. И се во редот на Сионски приорат. Тие знаат точно што ги се појави од Кочани. Тие знаат точно зошто го изградили споменикот таму каде што е. А ако верувате на приказките за мали деца, од роднината на масонот од Кавадарци, зло на Македонија заедно со Благој Попов од село Нивичани, Чемерски, тогаш ве молам не го следете ова моје видео. Слободно продолжете на друго место. Затоа што дуалитетот на споменикот од Ноб оптична перспектива е череп, кој што ги символизира черепи и коски, ама и круна. А круната е символ на Сионскиот приорат. И продолжуваме. Jedan detalj koji prije nego što počnem pričati tu priču, to meni najdraža priča. Jedan detalj koji mi treba da uzmemo kao narod sa ovog terena. Tu ne govorim narod sa terena nekih ograničenja, nekih religioznih razlika i tako dalje, već govorim o nama kao narodu sa ovog terena. Narodu koji je zasigurno odabran zbog svojih unutarnjih vrijednosti. Iako mi to često zaboravljamo, iako mi to često prodajemo za večeru, mi nismo mogli, a ni nećemo nikada, da iz nas istjeramo duh starina. Дали ви е јасно она што ние го работиме во Македонија? Како јас мојот стар дух да го истерам, кој што го гледа сето она, кој што е тука и кој што го прави идентично како Антихрист што го прави за Александар Ѓорѓи, а јас за Александар Македонски. Ајде, објаснете ми. Што е поголемо? Парите, моќта, материјалното, што? Автомобилите, скапите одела? Од стариот дух, кој што е тука, и не само мој, туку и на многу други на Балканот, и сме тука да го пречекаме идниот великан,
од ерата на Водолија, кој што треба да промовира светлината онаква како што била и онаква како што ни ја представувал Исус, а Ватикан и езудите ја обрнале, а тоа ќе го докажеме ние македонците, заедно со останатите балкански народи, без разлика на вера и политичка определеност, дека лагата околу апостол Петар, дека му е дадено аманет од Исус наводно да биде земски бог и да ја гради црквата на неговите плеки. Тоа ќе докажеме со факти и аргументи дека апостол Петар, неговото масонско име е првиот папа, и до ден денес сите папи од ерата на Риба се поврзани со некоја крвна врска од овој издајник на Исус, и за мене тоа е Јуда Искариотски, синот на неголемото зло и основоположникот на секташката организација, по чија капа е правено и коледе, и е правен масакар на дечиња и давани на Молохот, како тоа што се прави во Газа, Палестина, и во Газа, Кочани, во Македонија. А тоа е изрод велики. Gotovo ne na početku Vodolije, a ja ću se vratiti na taj kosmički horoskop, jer Vodolija sama po sebi na početku traži osvješćenje, na početku traži potragu za samim sobom, potragu. Оно што децении уназад Владо Павлов го објавува и пишува за Водолија, она што ви го укажува дека сите ние треба да бидеме денес поклоници на Водолија и да го пречекаме аватарот на Водолија, а тоа не можеме да го направиме ако не се конектираме со другиот во нас, со малото дете. И затоа сум кажал дека индивидуалното умира, а воскреснува колективното. Никој не може да обстои во иднина ако се води индивидуално, со себичност, како што се водил до сега и како што се спротивставувале на будењето и на вистината. Водолијата или ерата на Водолија всушност е одржување на земјата во живот, а таа не може да се одржи ако вистината не воскресне. Тоа значи дека винчанската култура, ако е поврзана со металургијата, а во Винча нема ковачница, треба да ја бараме на друго место. Нашите соседи во Србија ќе кажат дека таа е во Трепча била и во Бор. Не. Првата станица на винчанската култура е место кај што е била ковачницата, познато на дивите копачи село Град Осогово. И тука е металургијата. И затоа винчанската култура е древната држава Паонија, пред да се роди Македон, во кој учествуваат повеќе земји од Балканот. Ама најбитно е од каде почнала и зошто им требала металургијата во тој временски период. И да не ме манипулираат дека таа траеше 1000 години. Таа е многу постара. Затоа и овие украдени плочи, кои што се правени на принципот на топење и лиење, не се клесани, се одземени да се сокрие вистината за древната металургија, каде што го употребувале македонскиот кутлеш
за топење на кварцот и вокалап и градење и правење на оно што го имате дознаено од Владо Павлов и од украдените плочи од Увара довлочени под капата на Ојо Кочани. Таа е вистинската металургија за винчанската култура. Додека керамиката е символ на вкрстувањето со земски цивилизации, еминувањето на нивниот ум и создавањето на еден род, на едноземско битие, познато како пета ариевска цивилизација. za Bogom u sebi i tako dalje. Tačno, slažem Pa ajde da mi krenemo sa ovim našim sa kojim se ja izuzetno ponosim. Vinčanska kultura. И јас се поносим премногу и ја почитувам нашата цивилизација, каде што од овие украдени плочи дознав многу работи, а и свеќето на животот го символизира животот на земјата, од каде што се започнали, од каде што се ќе заврши, и како истите тие се направени со принципот на топење и лиење идентично како и пирамидите низ целиот свет, низ целиот Балкан и во Македонија. На топење и лиење. Тоа е вистинската металургија на жителите на Балканскиот полуостров и на Македонија. И посебно сум горд за тоа. Je bila najvjerovatnije mnogo starija nego što nama u ovom trenutku govore. Isto su tako govorili da je Sfinga 3000 godina stara, isto tako su govorili da su piramide 2500 godina prije nove ere, isto tako su govorili sve dok nije došao Gobekli Tepe. Tu su se zeznuli. Tu su sad ostali bez teksta, a nažalost, mainstream nauka kada nema odgovore zbog svoje egoističnosti. Слушнете го ова внимателно. Јас, ова сега што ќе го каже Ибра, го поздравувам министерот Тошковски, премиерот Тино и сите останати министри пред Тошковски и премиери и председатели во Македонија за атентатот на Киро Григоров. Што прават кога немат одговор, кога ги прашаш тоа што ги прашав пред малку? Да ми докажат како на толку силен звук од 3 килограми на ТНТ пластичен експлозив на нема ни метро до него да не му пукне ни едно устно тапанче и остатокот од животот да го помине со апаратче за уши. Покојниот Киро Григоров. Ова е многу битно што ќе го слушнете. Ona ćuti. Tačno. I Tu su se zeznuli. Уште еднаш. Поврзете го ова Ибра што ви го кажува за оние кои што не манипулираа со годините за винчанска култура и со оно што јас ви го кажувам денес за атентатот на Киро, од денешниот министер до првиот од времето на Киро Фрчкополис со лептримашна, премиерот до премиерот во тој временски период Бранко Ц и сите председатели и цела нација македонска која ги прашував за устното тапанче, зошто не му е пукнато и зошто немал апаратче до крајот на животот при толку силна експлозија. Слушнете внимателно. tu su sad
ostali bez teksta, a nažalost, mainstream nauka kada nema odgovore zbog svoje egoističnosti, ona ćuti. Tačno. I Појасно е. Појасно зашто сите молчат. Поради тоа што се егоистични. Поради тоа што немат одговор да ми докажат дека Киро Глигоров бил во автомобилот. Идентично на мејнстрим науката која што кога нема одговор, таа молчи. Затоа молчат сите во Република Македонија. Од премиер до министер, председател и кој ли не. И ако сакаме да се бориме против ова сектачка организација, треба да почнеме од почеток. Од лажниот атентат до ден денес. Затоа Кочани ни милиметар не е поместено од предклучувањата со дискотеката. Сакајте верувајте, сакајте ич не верувајте. Pravi se da se ništa ne dešava. A dešava se, gospodo. Mnogo tog se dešava. Идентично како нашите. Се прават дека ништо не се случува, дека ништо не слушнале. А веќе цела Македонија, цел Балкан и цел свет знае од Владо Павлов дека Киро Глигоров, основоположникот и воскреснувачот на новата сектачка организација, не бил во автомобилот. Бидејќи немаат одговор. Немат одговор. Слободно прашајте ги, знам дека ме следат и они. Одговорно тврдам дека немат одговор, а нивното его е толку големо што не смеат да се произнесат. Зошто? Затоа што од таа експлозија која што е создадена, не знам дали знаете, и пак ќе повторам, дека звукот во децибели се мери. А каков звук создава? 3 килограми и ТНТ, пластичен експлозив. Па човекот е запечатено буре. Во најмала рака од оно што е, би требало да му пукнат тапончињата на ушите и да му избие чмарот на покојниот Киро Глигоров од таква експлозија, од таков звук. И тие се прават дека ништо не се случува, а цела Македонија знае дека сме во право. Затоа ако сакаме да решиме и да направиме нова, ребрендирана, со нов престарт Македонија, со атентатот на Киро, министер Тошковски. Така да најубавиот кој што личил на Киро Глигоров во тој временски период му наста работа, го ставиле со неспособниот телохранител, а тој неубавиот и покоен за воскреснување на новата секта во Македонија од самонаречениот атентат е Ристо Хаджиманов, министер Тошковски. И затоа е многу битно ова што ви го каже Ибра. И затоа е ова хајка против Владо Павлов, овие нарачени разводи, ова уништување, каде што најмалку 20 извршители стоја и само чека камата на камата да стават. Замислете, 8000 кубика вода од 2022
се штанца против Владо Павлов, скриено, со фантом фактури. А јас до ден денес немам потрошено толку кубици вода. Затоа, премиере Тино, ти кажавме, тој мокник во Кочани е многу голем. Неговата рака е долга. Кога ќе го земите него и кога ќе истражите и ќе видите како манипулира да не лежи во робја со некоја лажна негова диагноза, болен од леукемија и наводно е менел крвта, тогаш ќе верувам на вас и на средување на моето Кочани. Тогаш ќе верувам дека нема да има други деца во еднината во Кочани, како тоа што беше со дискотеката. Голем мокник. Лаже, манипулира дека е болен од канцер на крвта, за да не лежи робја. И колку повеќе ове олигарци го толерирате во Кочани, толку повеќе ја зголемувате ова секташка организација. И јас знам, пак ќе се правите дека не слушате и ќе молчите поради вашето его. Исто како што молчите пред атентатот на Киро Глигоров дека не бил во автомобилот. И тоа го правам од лични поводи за Македонија, во борба против ова секта. Не ми треба ни динар од тие милион евра награда. Ни динар не сакам. Dešava se, na primjer, da će na kraju da se dokaže, kao što ja čitavo vrijeme i govorim, da je sva evropska kultura poistekla sa Balkana. I želio bi da tvoji... Не знам зашто е толку болно. Не знам зашто е толку цинично. Не знам зашто толку сме напаѓани кога ќе кажеме дека целата европска култура е засновена и е кренала од Балканот. Или од тој Балкан и Македонија. Па почнуваме да плукаме, да вреѓаме, да исмејуваме. Не знам што е толку тоа тешко да си го сватеме и што е толку тешко тоа да го проголтнеме и да бидеме горди на тоа. А не да се мразиме самите себе, што од овде кренало и цела европска култура е направена. Па нормално, во последната ледена доба Европа не е ни постојала, све е било под лед. Ili vaši gledaoci dobro obrati pažnju na ovo što ću ja da kažem, jer ovo što ja ću da kažem sigurno će jednog dana da se potvrdi i naukom. Jer istina je samo jedna. Ne može biti dvije istine. Može biti samo dva prilaza jednoj istini. Tačno. Ali istina je uvijek jedna. Pa da krenemo otprilike sa stvarima koje ja ne govorim iz ugla neke teorije zavjere ili nekog ravnozemljaštva ili nekog da mislim da su vanzemaljci uradili sve i tako dalje, nego govorim iz ugla vremenske perspektive. Naime, svaka civilizacija ima, ali ne mislim u tom smislu civilizacija u smislu da recimo Rimljani su jedna civilizacija, pa recimo Aleksandar Veliki je jedna civilizacija, pa Islam ili tako, ne. Mislim da od samog tog početka čovjekovog civilizacije idu u krug. Znači, dižu se, rastu, padaju, propadaju, onda... Тоа е оно што ние го кажуваме, дека доаѓа максимот на темнината, а започнува светлината. И тука не знам што е толку тешко да го сватите. Се
засновано на ден и ноќ, добро и зло, светлина и темнина. Da opet diže se, raste. Svaki put kada civilizacija se obnovi, ona se obnovi na drugim temeljima, takozvani. Znači, civilizacija koja je postojala prije velikog potopa ili prije ovog zadnjeg ledenog doba je bila zasnovana na umu. Iskorištavanje maksimalno uma. Znači, nisu imali potrebe za nekim alatkama koje mi danas koristimo, jer mi smo zasnovani, peta generacija ili peta civilizacija koja je zasnovana na materijalnom. Mi moramo raditi materijalno da bi dokazali svoju veličinu. Baš tako. Zato smo mi i tako lako predali svoje slobode raznoraznim artificial inteligencijama, internetu, nekim od vremena dizanja najvjerovatnije kompleksa, ne jedne, nego kompleksa piramida, koji su za taj stav... Ве молам, слушайте внимателно. За да не ве манипулира утре Ватикан и езутите со геоглифот, за да не ве манипулира до вчерашниот Семир Осман Ајгич, кој што велеше дека во Македонија нема пирамиди, има само тумулуси, за да бидете спремни за Армагедон, кој што ќе воскресне од лагата на Ватикан во Македонија. Za tu staru tehnologiju bili neki vid ispoljavanja proročanstva za ljude koji dolaze poslije njih, jer oni su znali da dolazi njihov propast. I druga stvar je ta da su svojim pokušajima kontrole tog takozvanog prostor vremena željeli da svoja znanja prenesu i odakle su i došli. Znači, samo u tom kontekstu ja govorim o vanzemaljcima, ali ne u kontekstu da smo mi došli sa neke planete. Ne. Mi dolazimo iz samog srca univerzuma. Tačno. Samog srca univerzuma. Znači, nismo... Овие докази ги имаме во артефактите кои што се украдени. Овие докази за само дека доаѓаме од самото срце на универзумот преку Венера е доказ кој што го имаме во Мородвис, каде што на прстените златни е представено сето ова што ви го кажува Ибра од нашите древни цареви кои што биле погребани овде, каде што големиот зет покоен на Благој Попов, Кирил Трајковски, археолог и кустос, коските ги расфрли низ цела плачковица на нашите цареви од Мородвис, за Охрид да биде Ерусалим. Го имате доказо. Символот на лавот, кој што докажува вистината за Оконе, преку кој што се крие вистината за Плејадите. И многу други аргументи. Po meni, barem po meni, mi nismo ni Marsovci, ni ovi, ni oni. Na jednu stranu mi imamo Lepenski vir, koji su bili ljudi koji su mogli, po meni, najviše i najblaže rečeno biti gastarbajteri za izgradnju piramide. Zato se njihove i kamene statue bile puno označene sa ribama, sa, kako se zove, ribama ljudima. А најстариот доказ на поклоник, на голем цар, со прстен печат од риба, исто така е пронајден и не се знае каде е однесен од археолозите на Република Македонија. Од Мородвис. Sa tim velikim očima i tako dalje. Tako da ja sam posvetio 1 godinu dana samo proučavanju tog. Nažalost, 1966 ili 7, barem sam ja upućen da u muzeju Lepenski vir nema ni jedan originalni artefakt. A njima je to i bio cilj. Така е.
И во Македонија немаме ни еден оригинален артефакт. Нека ми докаже некој дека теракотните кои што стојат во музеот на Македонија од Винеца или во Винеца се оригинал. Каде се оригиналите? Роде. Da, oni su željeli da se taj dio istorije pokopa za neko izvjesno vrijeme. Znaju, Kao од Винчо што су направили депонiju. da, А депонијата денес каде е? Во Кочани. Каде беа штрајкувањата? Во село Бели? Случајно е таму депонијата? Во ова видео ќе продолжиме и втори дел. Ибра ги споменува и целиот негов научен тим и пирамидите во Кочани, единствен во целиот свет кој што дава подршка на Владо Павлов и кој што ќе го донесеме целиот научен тим за најстарите пирамиди кои што биле на Балканот, од кои што настанале и другите останати пирамиди. Најстарите пирамиди кои што се изградени во Македонија се изградени како е горе, така е доле, преку символот на Орион, така што овие пирамиди во Македонија денешна им фале уште една пирамида која што го бележува Орион, а тоа е ртањ, која што го представува жезлот на Орион. Начинот поради кој што морале да се градат пирамидите, ќе имаме друго вклучување во живо, а јас ќе ви го представам на налик на она што некој не сакајки, случајно или не, се измилјуваше со Владо Павлов, а тоа значи еве го. Ова е мојот поздрав до подсмевувачите, денеска големи актери за воскреснување на геоглифот, како место каде што би бил нашиот жив Бог. Значи ова го правија со години уназад под капата на покојниот Ниче Димовски и под капата на Ватикан и на језути и оние кои што се нивни поклоници со Светениковско и со геоглифот. Познати су ми и презиме сите до еден од Владо Павлов и не сакам да ги оживувам. Нека си продолжат и понатака, ама овде има една вистина каде што ја представуваат матицата како маска и каде што го докажува оно за винчинската култура пчелата или матицата, дека во тој временски период имале маски идентично како ова маска за кислород. Така да мојот поздрав за поклониците на геоглифот, сакајки да ми испеат пред години уназад, направиле фатална грешка да ја представат вистината за матицата која што ја представува маската преку кој што најстарата цивилизација живеела на земјата и преку кој што земала кислород. А секако овде е и најстарата пирамида која што е изградена во Кочани, во близина на населбата и градот, идентичен како Винча, а позната на вас под депонијада Кочани. Ете гледате, омразата и бесот против вистината, за да се доближат и нивното помадарство пред Ватикан и језутите, некогаш ја кажувате вистината. Вистината за нашата матица што представува. Доказ
за почетокот на создавањето на животот на земјата. Имајте убав ден. Имајте убав ден. Со најстариот доказ на Богот светлина, поврзан со афионот, со макот и неговата небесна и земска круна. Два клучни доказа за оно што денеска и оно што го објавуваше Ибра за почетокот на создавањето на цивилизацијата, и два клучни доказа кои што се направени со најстарата металургија на принципот на топење и лиење со помош на македонскиот кутлеж во село град Осогово, или според Владо Павлов вистинската Винча, од каде што се започнало и продолжило низ цел Балкан, а потоа низ цела Европа, и поради кој што наше кочани денес е ставено во црнила. Повелете премиере Тино, повелете министере Тошковски, вие како најповикани преземете понатамошни активности да бидат вратени овие клучни докази за Винче Кочани и да бидат поставени во музеј во Кочани, како и овај символ кој што ни го докажува животот на земјата во почетокот, матицата во вид на маска преку кој што вдишувале кислород првите цивилизации на земјата. Имајте убав ден и уште еднаш егото нека се острани, а вистината нека воскресне од основоположникот и воскреснувачот на новата секта која што уништува се во Македонија од лажниот атентат на Киро до ден денес. Ако не ми верувате на мене, тогаш министере Тошковски, истражувајте колку децибели, колку звуки, колку децибели ќе направи експлозија од 3 кила пластичен експлозив и дали таа експлозија и тој звук од децибели ќе го надмине органот кој што е во човекот и дали нема да пукнува. И дали во најмала рака на тој звук министере Тошковски нема да му избие чмарот на покојниот Киро и нема да му пукнат тапанчињата на ушите. И овде завршувам се со атентатот. Па вие самите, министере Тошковски и останатите министри, докажете му на Владо Павлов дека е забеган, дека е луд, дека нема врска што кажува и дека треба тој човек да биде ставен на животина и уништен, за да не ја шири и да не ја кажува понатаму вистината за ова секташка организација која што воскресна од овој лажен атентат до ден денес. Рестарт на Македонија значи, министери и премиере, од само наречаниот атентат. А оно што треба да дојде, ќе дојде со Кочани, без разлика што некои језеути и некои поклоници на земскиот Бог очекуваат дека Охрид ќе го направат Ерусалим на сметка на мое и ваше Кочани. Да живее Македонија! Уште еднаш, имајте убав ден и затоа не случајно е ова гласба од ДНК, каде што се соживувам со ова песна.
се обраќам, дај ми совет, на нозе пак да застанам. Ајде, 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 една песна за доброта. Ајде, 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 една песна за доброта. Животе, брате, брате, дај на све ми се. Животе, брате, брате, дај смилувај се. Животе, брате, брате, да забере. Една живеме. Животе, кажи ми да знам, зошто морам сам. Мои врати јас да отварам. Животе, кажи ми да знам, зошто морам сам. Вака јас да живеам. Ајде, 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 една песна за доброта. Ајде, 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 една песна за доброта. Животе, брате, брате, дај на... Пораката од ова секта која што е воскресната, а е била присутна од самонарачаниот атентат